Црквата може да помогне да се осветли мракот во овој свет. Папата Лав 14 ја одржа првата миса откако застана на чело на Римокатоличката црква. Во обраќањето, кое во најголем дел беше на англиски јазик, изрази жалење поради фактот што во многу делови од светот технологијата, парите, успехот, моќта и задоволството се ценети повеќе од христијанската вера, која како што предупреди на многу места се смета за апсурдна, наменета за слабите и за неинтелигентните. Со овој избор Бог ме повика да го наследам кнезот на апостолите и ми го довери ова богатство со негова помош да бидам негов верен управител за доброто на целото мистично тело на црквата. Знам дека можам да се потпрам на секој од вас, додека продолжуваме да чекориме заедно како црква, како заедница, како верници, за да ги објавиме добрите вести. Да го објавиме Евангелието. Илјадници туристи и верници се собраа пред базиликата Свети Петар во Рим за време на првата миса на Лав 14. Велат дека очекуваат новиот папа да продолжи постапките на неговиот претходник Франциск. Тој зборуваше многу пофално за папата Франциск, па мислам дека ќе ја следи истата линија. Беше многу трогателно кога зборуваше и на шпански. Мислам дека тоа ќе има значително влијание врз црквата. Едноставно сме толку среќни што сме тука во ова време. Со нетрпение очекуваме да видиме што ќе се случи со црквата. Се уште е нејасно за какви политики ќе се залага новиот папа, дали ќе се продолжи патот на претходниот папа Франциск или ќе се отвори ново поглавје. Според познавачите, изборот на името Лав 14 може да биде сигнал дека сака да ја продолжи традицијата на претходните папи кои се занимавале со теолошки прашања и социјална правда. Папите ги бираат имињата по своите претходници и ја продолжуваат нивната политика. Конкретно Лав 14 ја покажува политиката на глобално присуство на доктрината на политиката во светот, ќе се бори против глобалните конфликти и секуларизмот и ќе се обиде самото име значи лидерство, значи да ја врати црквата на некој начин во поголема доминација од што беше кај неговиот претходник Франциско, кој чија главна можеби задача, тој се базираше на еден друг негов претходник, да ги издвои маргинализираните луѓе од заедницата. Лав 14 е роден како Роберт Превост во Чикаго во 1955 година и таму се приклучил на августинскиот ред. Прво студирал математика и теологија во родниот град, а подоцна канонско право во Рим. Како свештеник Превост бил испратен во Перу како мисионер и оттогаш течно зборува и шпански и италијански. Меѓу најважните прашања со кои ќе се соочи се продолжување на борбата со сексуалната злоупотреба во црквата, унапредувањето на положбата на жените во католичката хиерархија, финансиската стабилизација на Светата столица, како и дефинирањето на односот на црквата со ЛГБТ заедницата.